Завршува вашиот втор мандат како градоначелник на општина Кавадарци. Колку сте задоволен од она што во изминативе 4 години се реализираше во однос на програмата која ја имавте? Задоволството го определувам со тоа што мислењето на мнозинството на граѓани и она што го чувствуваме како градоначелник, како општина, како луѓе кои што раководиме со општина Кавадарци, задоволството на граѓаните е на високо ниво и според таа оценка го оценувам како добро раководењето и инвестирањето во општина Кавадарци, поготово во вториот мандат, поради тоа што се реализира многу големи капитални објекти, а на поден се и се уште поголеми капитални објекти, меѓутоа и регионални кои што се од големо значење и за општина Кавадарци и за целата Тиквешја. Кои проекти може да ги издвоите на кои ги сметате лично дека се најуспешни или на кои сте можеби најгорд? Така, значи ја би земал една хронологија од првиот мандат, не би ги спомнувал проекти нормално. Од првиот мандат би земал хронологија со проектот Моја општина, каде што успеав, доаѓајќи од приватен сектор, да општината ја доближам блиско до сограѓаните, блиско до сите жители на општина Кавадарци, од најруралната средина па до централното градско подрачје, со тоа што Моја општина е еден стратешки проект за општина Кавадарци со 10 луѓе кои што прераста во сектор за техничка логистика и поддршка. Тој сектор се состои сега од кол центар 13300 без префикс 24/7, така да секој граѓанин на општина Кавадарци може да пријави секој дефект или да добие секаква информација или било која потреба на 13300 бесплатно без префикс, пак ќе повторам, 24/7. Тука е кол центарот поврзани со 360 камери кои што ги имаме за Safe City, а поточно кои што ги поседуваме веќе 6-та година за примарно заштита на урбаната средина, заштита на имотот на општина Кавадарци, меѓутоа и користејќи на понатамошните служби во делот на потешки кривични дела или откривање на некакви потешки прекршоци. Мој општинар прерасна во една институција, би рекол, или сектор по-званично, каде што е во секоја урбана заедница, во секоја местна заедница присутен со одговорно лице и е поврзан со сите јавни предпријатија при општина Кавадарци и се тоа што е надлежност на општина Кавадарци. Така да еве само еден пример, доколку имате потреба за пријава на една обична работа на една светилка, не мора да познавате некој или да имате пријател или да треба да аплицирате некаде, значи тоа може да го сторите или кај Мој општинар или на 13300 без префикс, каде што имаме изработено програма. Значи програма, софтвер, каде што секоја пријава се впишува во тој софтвер и соодветно според секторите или според јавното предпријатие се препреча автоматски кај раководителите или на пониско или на повисоко ниво. И се додека тој проблем не се реши од операторот кој што треба да го заврши, а треба најдосна за 24 часа или доколку станува збор за нешто посериозно да има аргумент, тој како отворен проблем или отворен дефект во делот на институцијата. Така да мислам дека граѓаните се доста задоволни од проектот, видливи сме на терен и достапни за сите наши сограѓани. Покрај тоа, Мој општинар при целата година, собирајќи информации од граѓаните и нивните потреби, практикувајќи ја нашата пракса да еднаш годишно бидеме присутни во секоја урбана заедница и село и местна заедница, при подготовка на годишниот буџет за реализација, да ги слушнеме сите нивни потреби, ги ставиме во делот на буџетската програма и нормално вратиме на таа урбана заедница соодветно локално што им треба. Нормално покрај тоа се и регионалните и стратешките проекти кои што ги објаснуваме и верувајте дека стигнавме да имаме средби со граѓани од урбани заедници еднаш годишно задолжително, каде што веќе граѓаните малте не и немаат што да побараат за нивните урбани заедници, него одиме на малку модернизација, на повисоко ниво на безбедност, на заштита, на екологија, на зони за рекреација и така натаму. Ова значи дека самиот проект се покажал како успешен и граѓаните веруваат во него, се јавуваат и пријавуваат и придонесуваат за подобар развој на општината. Годишно имаме негде околу 11.000 пријави на 13300 бројот
и баш као нешто ги имаме плюс пријави во писмена форма или кои што дошле лично во граѓанскиот сектор да пријават или лично на моја општина му пријавиле на самиот терен. Така. Во однос на предстојните локални избори, ја добивте поддршката од ВМРО ДПМН за нова кандидатура. Што е она што на кавадарчани ќе им го предложите, ќе им го прикажете како ваша нова програма и какви проекти планирате за новиот мандат? Како што споменав на самиот почеток од интервјуто, значи хронолошки стратегијата и развојот на општина Кавадац го планиравме да биде од 12 годишна програма, односно да не бидеме за година до година, него она што беше неминовно за граѓаните, од колекторски систем, канализација, атмосферски канализации, улично осветлување, модернизација на уличното осветлување, булевари, пробивање на улици, малте над 40 улици кои што постоја, урбанистички не беа пробиени, луѓето немаа влезови и излези, решавање на сообраќајето у градот, решавање на јавниот превоз, решавање на секоја школа да има училишна сала, правење на стационар за миленици. Сето тоа кое што го впрочивме да го поседува општина Кавадац и да го има, и од образовниот систем, овозможувајќи на секое дете да има достапност за градинка, значи ние немаме проблем со уписот на деца во градинка, наспроти за 6 години успеавме да го дигнеме капацитетот од 500 на 1500 дечиња во градинка капацитет, каде што имаме 1300 веќе упишано, така да единствена општина би рекол која што поседува слободен капацитет за во градинка, и не само тоа, успеавме во секоја селска средина која што имаше потреба да имаме 5 клонови на детската градинка како клонови во делот на градинки или занимални, во дел на упис на деца за предучилишно образование. И кога ќе ги спомнам овие работи и сите влезови во градот се направени, дигнате спортот на највисоко ниво, културните манифестации успеавме да ги вратиме на високо ниво, успеавме да со живот у Кавадац на некој начин доликува на едно модерно, урбано, чисто зелено Кавадарци, со невработеност од 2%. Ние сега за третиот мандат, заедно со мојата матична партија и здрави живи со советниците кои што ги очекуваме да ги имаме како мнозинство, одиме малку на посуштински, стратешки, на поголеми проекти. Што значи тоа? Тоа значи дека Кавадарци како индустријска зона најразвиена во Република Македонија, имаме проект кој што се работи во моментот преку влада и се работи во предпријатието за државни патишта за обиколница за град Кавадарци. Таа заобиколница ќе биде негде околу 16 км и комплетно тешкиот товарен сообраќај или транзитот кој што транзитира низ општина Кавадац би го тргнале од урбаните средини, приградски и градски, а тоа е негде на дневна основа помеѓу 250 и 450 тешки товарни возила кои што прават сепак и еколошки неред во градот, меѓутоа и од урбана гледна точка. Втор проект ни е голем кој што треба заедно со владата, граничниот премен Пулјевац, кој што ќе успееме во наредниот мандат да го оформиме и да го отвориме тој граничен премен со Република Грција. Со тоа нема да биде општина Кавадарци и поготово делот на кај Кожув, нема да биде крај на светот, него ќе биде продолжеток кон една друга соседна држава, каде што очекувам да и туризмот и економските размени се дигнат на многу повисоко ниво, а поготово и стратешките производи што ги има општина Кавадац во делот на виното, грозјето и така натаки. Изградба на дом за 65 стари лица. Тој дом ќе биде за потребите на нашите сограѓани кои што се во поодминати години и не може сами самостојно да функционираат. Значи, пак ќе потенцирам после 30 години прв дом во државата кој се гради на општинско ниво. Имаме дом за лица со попреченост. Таков дом за лица со попреченост има еден изграден до сега во Гевгелија, овој ќе биде втор, преку Министерството за труд и владата, каде што сите лица со хендикеп и телесна попреченост ќе може да имат соодветен третман и соодветно да бидат згрижени во делот на работното време од 8 до 16 часот, а со тоа, покрај тоа што ќе бидат соодветно згрижени и третирани, ќе можат семејствата на тие деца да можат не пречено да функционираат или да одат на работа. Министерството за образование и наука
работиме на проблематика да со бизнис секторот ги видиме смеровите кај што најнеопходно можеме да одиме со стручно образование за да произведиме или придонесеме за нашите и бизнис сектор, меѓутоа и за нашите сограѓани да имаат соодветно образование и квалификација која што се бара на трудот на пазарот. Сето тоа ние кој што сакаме да го вметнеме и да го изградиме во третиот мандат заедно со владата, како благодетна цело и како шлак на тортата доаѓаат оние 135 евра по глава на жител, кои што владата ги отстапува на општините без никаква поврска, а тоа е, верувате, за секоја општина, не само за општина Кавадаци. Во една година ти доаѓа плюс еден буџет. Така да во една нормална година може да имаш два буџети на располагање. Пример еве за општина Кавадарци, основниот буџет е околу 4 милиона евра за комунална изградба, а ние добиваме сега по глава на жител плюс 5 милиона евра годишно за комунална изградба. Тука ставивме поинтересни содржини и содржини кои ќе бидат од јавен карактер за нашите сограѓани, како што напоменав, оние бариери и пречки кои што ги имавме претходно, водоснабдување, реконструкции на линии за вода, канализација, атмосферски колектор, тоа не е комплетно решено и сега за тоа можеме со овие средства да одиме на посуштински објекти, а тоа ќе биде доградба на уште една сала при спортскиот центар Јасмин. Тоа е проект од 2 милиона евра, кај ќе доградиме уште една спортска сала, првично ќе биде наменета за професионално вежбање и тренирање и надпревари со гимнастика, пошто гимнастички сали ретко има и ние немаме во општина Кавадарци. Во приземниот дел исто ќе имаме куглана, која што ќе биде и за рекреативни цели, меѓутоа и за професионални надпревари или тренирање. И во делот на првиот кат е предвидено 9 апартмани, кај што може да се сместуваат репрезентации, може да се сместуваат гости, за да и самиот спортски центар има некои приходи кои што самостојно може да функционира. Комплетна реконструкција, јас не бе нарекол реконструкција, тоа е изградба на нов градски базен со олимписки димензии. Тој градски базен ќе последува и повеќе реквизити со вода, како мал базен при самиот базен за помалите посетители, игротека, кафетерија, ресторан, како содржини на самиот базен и ќе има 3 топогани кои што ќе бидат за рекреација и за повозрастните, да речеме тинејџери или тие што го посетуваат. Градскиот отворен базен се граде затворен градски базен кој што ќе биде претежно за образованието, меѓутоа и за рекреативни цели после наставниот програм. Исто во склоп на самиот затворен базен од 450 евра преку грантот кој што го добиеме од владата, проектиравме и веќе ќе го тендерираме за третиот мандат, тоа е изградба на спа центар, каде ќе добиеме спа центар при спортскиот центар Јасмин и тој спа центар ќе биде комерцијализиран, ќе може комерцијално нашите граѓани да го користат, а спортистите и они професионално кои што се занимаваат со спорт при општина Кавадарци и учениците во даден момент и во дадена програма ќе го користат бесплатно. Картинг зона со инвестиција негде околу 400.000 евра. Имаме предвидено еколошки пазар или пазар со 24 унифицирани продавници, кој ќе биде во градската средина, на веќе позната локација кај така наречениот новиот пазар, додека се градеше стариот пазар кој што го определивме да биде како времен пазар, и таму ќе се продаваат претежно еколошки производи, младински центар кој што ќе биде како склоп од една градба со 900 метри квадратни, и младинскиот центар ќе добие една димензија на, може да кажам дека и за пример во државата, 900 метри квадратни со комплетна содржина да децата од 12 до 18 години може би ги офатиме целосно и имаат од киносали, па игротеки, па се она што може да биде дневен спорт или занимална, или да можат навечер или во викенди да бидат таму присутни и да заедно се дружат од диска како диско за тинејџери или па диско за млади дечиња, да можат и роден ден да организираат, работилници при невладени организации и сите други содржини со една единствена цел да можеме нашите најмлади од 12 години до 18 години
да бидат на безбедно, сигурно место, не пуштајќи ги по кафичиве. Тука не е гасификацијата во делот на екологијата, затоа што верувајте дека во зимните денови, поготово во попладневните часови, имаме доста загадување. Општина Кавадац има 4 мерни станици, каде што е точно детектирано и докажано од каде доаѓа осигурувањето, односно загадувањето доаѓа осигурување на енергенси. Претежно во делот на затоплување. Одвоивме милион евра сега, до година уште 2 милиона евра од заемото, односно од грантото од владата, при унгарскиот кредит, каде што општина Кавадач добија гасификација и топлификација. Тоа значи дека ќе имат луѓето можност да изберат помеѓу гас и топлификација. Топлификацијата ќе биде само во одреден зимски период од 15 октомври до завршетот на грејната сезона, а гасификацијата ќе имат преку целата година 12 месеци. Тоа е еден така прилично голем проект кој што има почеток, а нема крај, затоа што таа мрежа ќе се шири и ќе индивидуално домување, колективно домување, државни институции, јавни институции, локални институции. Меѓутоа тука офатен и бизнис секторот. Општина Кавадаци во третиот мандат во програмата имаме ставено во нашава програма како ВМРО ДПМН и кандидат Митко Јанчев за секое семејство изградба или опремување со противпожарен систем. Што значи тоа? Тоа значи дека секое семејство ќе добие уред во секоја просторија сензор за дојава на противпожар или чад или температура со централа и со соодветен софтвер кај што автоматски или по електронски пат ќе ја пушти таа дојава и до полицијата станица и до противпожарната единица. Тука имаме одвоено буџет од 500.000 евра, каде што комплетно ќе биде финансирано од општина Кавадаци во соработка со други институции, во соработка со територијалната противпожарна единица. Тоа се однесува и на куќите, Да, и на индивидуалните и на домове, зградите. и на колективното домове. Така. Некаде во принцип ќе офатиме 11.500 семејства. Семејства. Ги споменавте загадувањето, гасификацијата како проекти и топлификацијата како проекти кои ги планирате за наредниот период. Може ли малце подетално да ни кажете што покажуваат анализите, колку се овие проекти што ќе се реализираат и колку со донесувањето на гасификацијата во домовите како еден од начините на затоплување и користење на овој ресурс, ќе се намали загадувањето во Кавадарци? Екологијата и чистиот воздух е најскапата работа со која што може ние да се справиме како држава и екологијата воопшто не е ефтина работа. Гасификацијата, која што ќе биде достапна до сограѓаните и до економските оператори и бизнис секторот во општина Кавадаци, некаде февруари-март наредната година 26-та веќе ќе биде првично достапна и ќе може да ја користат и да се приклучуваат првите субјекти, објекти и така натаки. Меѓутоа, ако израчунаме и видиме, ние направивме нова една анкета каде што направивме над 7500 семејства, ги анкетиравме за да се произнесат во заедница, дали живеат, колку живеат во таа заедница, дали во индивидуално, дали во колективно домување, дали користат енергенси за затоплување, каква енергенси за затоплување, дали доколку би имало гасификација би се приклучиле на гасификационата мрежа, доколку има топлификација, дали би се приклучиле на топлификацијата. И тука заклучивме и видовме дека има над 65% кои се греат на дрвна маса за загревање и заклучивме дека еден добар податок кој што го очекував да биде како податок таков, дека над 65-70% од оние кои што се загреваат на дизел гориво, на струја и на дрвја, имат дома инсталирано радиаторски централен систем. Што е еден добар податок дека ние нашите сограѓани, кога ќе ви донесеме газ и топла вода, односно топлификација, ќе му биде многу мал трошокот да се приклучат само на топлификацијата или на гасификацијата за загревање. Затоа што централниот уред дома, радиатори и систем го имаат, едноставно ќе му треба централното котле, да го речеме, или она што ако бидат на топлификација не им треба ништо, им треба само една пумпа да се приклучат со цевки. Така да по произнесувањето и на
на анкетава и од она што го очекувам да повеќе од 17% луѓето се приклучат на топлификацијата, а гасификацијата, доколку ја користат само за загревање, би бил помал процентот, меѓутоа оние што одлучат да го користат гасот преку 12 месеци во годината, во тој случај инвестицијата е малку поголема, негде по семејство доаѓа околу 5 до 6.000 евра, а тоа значи дека треба да купиш поред на газ, треба да купи бољер или уреза за гревање на вода на газ и се она што може да го искористи гасот за да буквално стигне до негова употреба. Очекувањата во делот на намалување на загадувањето се многу големи и очекувам негде да над 80% се намали загадувањето. Зошто го кажувам? Го кажувам не паушално. Општина Кавалац имаше двогодишен мониторинг. Заедно со ЮНДП, Универзитетот Гоце Делчев, поставувајќи 4 мерни станици и времено мобилни времени станици мерни, каде што мереше амбиенталниот воздух. Амбиенталниот воздух се отчитуваше на 24 часа неделно и месечно ниво. Во сите параметри каде што се детектирани поголемите загадувања и честичките во амбиенталниот воздух, се пак ќе повторам во овој зимен или есенски пролетен период, кој што кај нас за жал трае 5-6 месеци и не е малку воопшто, и се во попладневите часови и содржат претежно честички од фосилни горива, односно од она што излегува од делот на затоплувањето од индивидуалното и колективното домови. 10 до 15% доаѓа од други страни, а тоа е од сообраќајот, од трошењето на гуми на самите возила, од издувните гасови и тие се како анализа направени и точно детектирани. Затоа очекувам доколку ние успееме над 60% да ги приклучиме луѓето на гасификација или топлификација, а тоа биде пристапно и достапно за нив во делот на економската ситуација, не биде енормна разлика, очекувам да нашите сограѓани, затоа сите сакаме чист воздух, сите сакаме подобра средина, сакаме здрав живот, тогаш мора да придонесеме заеднички, за да успееме во таа заедничка стратешка цел да добиеме почист воздух. Во однос на зимската сезона, на 1 јануари оваа година го отворивте ски центарот Михајлово. Се покажа како доста потребен и успешен проект. Кои се размислувањата во насока на проширување на ски центарот? Ќе има ли нови патеки, кога може да се очекуваат или некои дополнителни содржини? Ски центарот Михајлово не е нешто измислено, ниту па така дека преку ноќ му текна на Митко Јанчев или на општина Кавадац или било како, би направил една анализа и би кажал дека таму од 79-та година, 80-та имало старо одмаралиште, уште времето Југославија, па се изградило негде 85-та ново одмаралиште, кое што во функција како одмаралиште, една прекрасна воздушна бања, негде 400 метра надморска висина со една разновидна дрвна маса на шуми, грмушки и се останато. И уште тога се предвидени да се направат 2 до 3 стази кои што нема да бидат мегаломански или нешто, не знам, во делот на офатот за професионални ски терени. Предвидени се, успеавме ланска година да ја пуштиме, односно оваа година на 1.1.25 едната ски стаза која што го носи името Македонија со 500 метра должина, 50 метра ширина, со ски лифче, кој што вроди со многу плод и со многу насмевки и луѓе за рекреација, поготово од помладите години, затоа што мислам дека за секој не е достапно скијањето, поготово затоа што знаеме дека е скап спорт, треба организација и сите други останати попратни работи за едно семејство. Кога успеавме да отвориме на 1.1. стазава, верувајте дека во тие временски период за зимскиот распуст имаше посетители негаш и по 2000 и по 3000 луѓе, кои што над 80% доја рекреативно, а 20% или 30% биле за скијање, па некои за учење и така натаки. Меѓутоа наспевката кај најмладите и благодетот кој што го нудиме на само 30 км од општина Кавадарци или па на Тиквешијата, па макар и пошироко и од големо значење.
И по самиот заклучок кој што го имаме од искуството ланско, како сезона, ние веќе веднаш почнавме да работиме на оформување на уште 2 стази и поставување на ски лифт. Односно жичара која што ќе биде тросет и ќе биде содржина од 700 метри, а двете дополнителни стази ќе бидат содржина од 900 и од 1000 метра. Значи една 900, една 1000 метра и ќе се поврзат со постоечката стаза веќе која што имаме, така да на самата точка на српот горе ќе бидат трите стази кои што ќе се спуштаат надолу. Во фаза сме на урбанизација. Знаете сега заради овој период на распишување на изборите не можеме и се што да функционираме и да работиме, така да по завршувањето на изборите веднаш ќе отпочнеме со оформување на самите 2 стази. Не верувам дека ќе стигнеме за јануари месец, затоа што и самите услови нема да дадат, затоа што 2-3 месеци ќе бидеме во предизборна застој, би го рекол, од поглед на тие елементи. Меѓутоа, за наредната година сигурно ќе бидеме стигнати, така да жичарата која ќе биде ставена со тросет, со неде капацитет од 1600 луѓе кои што може да ги транспортира на час, и двете ски стази нови. И ова постоечка ски стаза, и во меѓувреме урбанизацијата која што ја правиме на самата локација во склоп на ски Михајлово, со маркици за 3 до 4 помали хотели, со маркици за 20 индивидуални викенд куќи. Мислам дека таа локација и тоа место ќе добие својот комплетен сјај. Дали се планира и во наредниот период да продолжат оние вложувања и поддршка во спортот генерално и во однос на културата со сите оние манифестации по кои е Кавадарци познато меѓу другите работи? Еве нешто збор 2 да ни кажете за тиквешкиот гроздобер кој ве очекува Да, не очекува за многу брзо време. Ali pošto od Tikviškog grozobera, znači Tikviški grozobер би кажал дека многу малку знаеме за него и ни тоа ќе го претежираме и сакаме да го дистрибуираме кај сите жители на општина Кавалаци, меѓутоа и на државно ниво, нормално, затоа што е една стара манифестација меѓу првите карневали во државата. Негде дотира околу 50 години како манифестација, каде што има и од тој период и снимки, слики, сите оние работи. За жал, во годините изминати во некој период имало и застој, односно не се одржувал Тиквишкиот гроздобер, кој што не е класична само забавна манифестација, него тоа има многу културен дел и од национално значење, ви го кажам, меѓутоа и од значење на општина Кавадаци, пошто традицијата на општина Кавадаци и самата винова лоза и одгледувањето на вината лоза и грозје и виното токму го одликува овој гроздобер. Ние сме посветени на најмногу на двата празници, тоа е Свети Трифон, кога одбележуваме закројувањето на виновата лоза и посакуваме да имаме беричет на иред на здрава добра година, и месец септември, токму првата недела од месец септември, и не случајно затоа што 7 септември е денот на ослободувањето на Кавадарци. И во таа прва недела или 5, 6 и 7 септември се одржува и Тиквешкиот гроздобер, каде што се бира убавицата, се бира богот на виното, се почнува со откинување на првиот гроз, па со ставање на грозје во така традиционални оние каци што ги така наречени, па се гази со нози грозје да се добие таа шира, па после од ширата нели се добива ферментација за вино, дестилат и така натаму, така да целата таа традиција ја опишуваме преку тој Тиквешки гроздобер, кој што нормално покрај тие традиционални вредности има и културна забавна карактеристика и програма која што изминативе 8 години со исклучок на 2 години од короната го правиме малку на повисоко ниво и имаме доста посетители, затоа што веќе луѓето ја примија таа традиција на Тиквешкиот гроздобер и нивното очекување во делот и на културниот дел и на делот на
на забавниот дел, па некаде на околу 100 до 120 посетители. Ние ги имаме во тие клучни 2 дена каде што го имаме и карнавалот и забавната програма. Во склоп на Тиквишкото здобер изградивме оригинален вински музеј, каде што имаме поставки уште од 50 години па навака, како се одгледувала виновата лоза, па со оние дрвени рала за орење, мислам дека се викаат, па со оние рачни сумперици за заштита на лозата, па до ден денеска како се одгледува, значи сукцесивно докаде е модернизирано, докаде е стигнато одгледувањето на виновата лоза. И тоа за општина Кавадаци представува еден голем символ и голем дел за тоа што и самиот грб на општината Кавадаци, на знамето или на грбот, го поседуваме гроздо, така да тоа не е на некој начин матричната подлога на општина Кавадаци во делот на гроздјето. Во делот на спортот, тука би ги спомнал и Кавадаречко културно лето, кое што 5 години поред, отпочнувајќи од месец јуни, негде од 15-20 јуни, па се до 1 септември на отпочнување на школска година, секоја вечер имаме на градскиот плоштад или на различни локации организирано различни манифестации. Верувајте дека имаме по 1500 дечиња со родители кои што го посетуваат тоа Кавадаречко културно лето без разлика на програмата, дали негде некој артист, уметник, манифестација од било кој карактер, така да доста атрактивно се покажа и значително за сите граѓани, за тоа што е бесплатно, може да се рекреира, да се забавуваат дечињата, родителите со нив и така натаки. Спортот во општина Кавадаци во последниве 5 години го издигнавме на највисоко ниво, тоа што можевме да го направиме. Фудбалот спе во прволигашката лига на државата. Веќе 4-та година успеавме да го освоиме и купот, да излеземе и Европа да изиграме едно коло. Во ракометот исто сме у Суперлига, кај што и ланста година и оваа година ќе играеме во Европа. Во кошарката сме исто во прва лига. Така да мислам дека трите спорта, масовни кои што се колективни, се под максимална подршка на општина Кавадаци и над 50% акциите ги поседува општина Кавадаци, со тоа што општина Кавадаци учествува и над 50% во финансирањето на клубовите. Исто така индивидуалните клубови и другите колективни клубови не се иземени од кофинансирање од општината. Би споменал, би кажал, само пред 7 години имаше општина Кавадаци 2 милиона до 3 милиона денари подршка во спортските клубови, а на денешно ниво сме 35 милиона денари за подршка на овие три колективни спортови кои ќе ги спомнав, ракомет, кошарка и фудбал, и плюс 6 милиона денари за останати спортски клубови, без разлика дали од колективно или индивидуален карактер. Многу проекти, многу планови. Ви посакувам успех во наредниот период и ви се заблагодарувам за времето кое го одвоивте за ова интервју. Благодарам и на вас за и вашето време, вака да споделиме и со граѓаните, меѓутоа и со сите останати во државата за позитивни моменти.